Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со вестите. Благодарност до најавата. Гостин во вестите на Канал Ви се Мери Јанчева. Мери, ти и понатаму си на врвот на организацијата, кога станува збор за Јојо, заврши аудицијата, што тоа значи, веќе имаме и победник, колку дечиња ќе имаме, кои што оваа година ќе настапуваат и се поред. Така, шести поред Јојо фестивал не очекува во јуни месец. Како и секоја година, и оваа година ни претходеше аудиција. Имавме малце поразличен концепт за разлика од другите години на аудицијата. Не одевме по секое училиште, туку дечињата се надпреваруваа во музичкото училиште Боро Џони. Целта ни беше да дојдат тие дечиња што навистина сакаат да пеат, имаат талент, сакаат да го покажат талентот. Сепак имавме доста пријавени дечиња, конкуренцијата беше тесна. Меѓутоа, жирито кој беше составено од Горан Кукич, Александра Јанева и Иван Кукич, едногласно го донесо победникот. Така. Анастасија. Така, Анастасија Костова. Да, таа е веќе објавена на официјалната страна на Јојо на сите. Така, веб страните кои што ги имате официализирано. Вака пред нас се цедињата со ликовите на дечињата од сите претходни Јојо фестивали. Јојо фестивал многу пати сме зборувале дека полека преминува во една традиција која што ја одбележува не само културата во Струмица, туку и кон целата република. Минатите години имавме дечиња кои што присуствуваа на Јојо и пеа од Гевгелија, од Скопје и не се сеќавам од друг град. Каков е концептот за оваа година? Ќе имаме ли деца кои што ќе бидат надвор од границите на Струмица? За сега немаме најави дека ќе има гостување дечиња од надвор од Македонија. Сакам да кажам дека имаме планирано гостување на македонска телевизија во Скопје, така да тоа е новитет за Јојо. Веќе планираме гостување на националните телевизии со цел овие Јојо звездички да ги слушнат цела Македонија, да ги слушнат, да ги видат нашите таленти во Струмица кои се раѓаат, кои ги откриваат во Јојо фестивалот. Тоа не е новитет, а за гостувања дали ќе имаме од други градови и од други држави е се уште рано. Се уште се работи на фестивалот, концептот за фестивалот се уште се прави. Сега ни беше приоритет да ја откриеме во Струмица кои ни се таленти, да завршиме со аудицијата со цел да имаме време за подобра подготовка на фестивалот. Морам да напоменам дека сум горда на сите дечиња, на сите Јојо звездички кои ги има извадено Јојо фестивалот. Околу 70 дечиња веќе имаат поминато на фестивалот. Ние сме горди на нив. Секој дете си има своја убавина, свој талент и свое посебно место во Јојо фестивалот. Ние сме горди на нив и секогаш велам, се додека има дечиња кои сакаат да пеат во Струмица, ќе постои Јојо фестивалот. Ние не застануваме тука, упорни сме, бараме таленти, а Струмица е богата со музички таленти, кои се надевам дека во иднина голем дел од нив ќе станат звезди и со гордост ќе кажуваат дека почетоците им се од Јојо фестивалот. Така, 6 години Јојо фестивал, сигурна гордост прво за тебе како организатор, па и за останатите членови кои што се во организацијскиот одбор. Овдека на секој CD ги има ликови кои што ќе останат запаметени. Какво е чувството да се биде дел од нешто кое што треба да гради традиција? Не е мала работа да се создаде фестивал, да се организира секоја година и секоја година да се извадат десетици дечиња кои што со нивната песна остават и некаков белег во културното. Ќе напоменам пак, значи јас сум горда, не само јас, целиот одбор на Јојо, не сум само јас во Јојо, нормално си има цел одбор кој се грижи, во секој сектор си имаме луѓе кои се одговорни за таа цела манифестација да биде како што е до сега. Ние сме горди, срекни сме што успеавме да создадеме една таква традиција во Струмица. Беше спонтано. Првиот Јојо фестивал се создаде спонтано, но постепено сваќаме дека ние создаваме една историја во Струмица, едно културно наследство кој ќе остане и за струмичани и за Македонија. Така, и само за крај би сакала да ве запрашам што е со песничките, кои оваа година ќе ги работи, текстовите, композициите, аранжманите? Се уште огласот е во тек.
Во моментот имаме добиено неколку текстови и музики, значи се додека не заврши огласот не можеме официјално да кажеме кои се музички имиња кои ќе работат со нас. Настојуваме тоа да биде во тајност се додека официјално не се договори со одборот кои песни ќе се земаат во предвид. Имаме доста дечиња пријавено од аудицијата кои сакаат да пеат. Се надевам дека и оваа година ќе имаме бројка некаде 14-15 дечиња плюс гости што ќе имаме на Јојо и се надевам дека ќе биде уште подобро од минатото Јојо, затоа што тоа се очекува од нас, се поубаво и поубаво. Така. Ти благодарам многу, на целиот тим ви посакувам успешен фестивал и секако на дечињата успешни песни. Благодарам на поканата, се гледаме на Јојо фестивалот. Да. Почитувани гледачи, ние продолжуваме со остатокот од содржините во вестите.